Мрачен почеток на годината, додека Украина се приближува на годишнината од почетокот на незината исцрпувачка битка против руската инвазија во февруари 2022 година. И додека светот го дочека почетокот на 2024 година, Москва го ракетираше главниот град Киев и североисточниот град Харков. Киев возврати и повторно го погоди рускиот пограничен регион Белгород. Но голем дел од драмата за овој конфликт се одвива од другата страна на планетата, во Вашингтон, каде републиканците не се расположени да го одобрат барањето на председателот Џо Бајден за околу 64 милиарди долари воена и владина поддршка за Украина. Тие наведуваат загриженост за отчетноста и дали САД можат да си дозволат да го преземат товарот, додека Белата куќа вели дека не може да се дозволи губење на време. И покрај она што го прочитав последните неколку дена за Путин, во некои печатени извештаи дека тој одеднаш е подготвен да преговара, тој сигурно не се однесува како човек кој е подготвен да преговара. Тој прави се што може да ги натера украинците да потклекнат, што го прави дотолку поважно барањето за дополнително финансирање што го поднесе председателот. Воените аналитичари велат дека ситуацијата на терен изгледа како ќорсокак, при што многу помалата Украина покажува поголема решителност против далеку поголем непријател. Without USA, the Ukrainian military capability will decline and Без американска помош, украинската воена способност ќе се намали и на крајот тие нема да може да се спротивстават на руските напади. Дури и сега, веројатно, нема доволно муниција, залихи за да започнат контраофанзива. За неколку месеци ќе им биде тешко дури и да изведуваат контранапади. Мислам дека до крајот на пролета ќе им биде тешко да ги задржат русите. Значи, битката за воена помош е клучна за еднината на конфликтот. Рускиот председател Владимир Путин неодамна вети дека ќе продолжи борбата. Так и будем делать. Вот вы, наверное, обратили внимание, что... Ке продолжиме. Веројатно, забележавте дека наредниот ден имаше погодоци, ние го правиме тој денес, ќе го правиме и утре. Овој конфликт го привлече глобалното внимание, при што лидерот на католичката црква ја искористи својата платформа да го привлече вниманието на страдањата. E non dimentichiamo i popoli che sono in guerra. И да не ги заборавиме популациите во војна. Војната е глупава, војната е секогаш пораз. Секогаш пораз. Да се молиме. Но молитвите имаат ограничена моќ. Она што Украина вели дека и треба сега е оружје.